Фугитивната прашина која не влегува во филтрите, а фени ја испушта во енормно големи количини кога го стартува капацитетот, е штетна за здравието на луѓето и животната средина, тврдат за нова во Инспекторатот за животна средина. Оваа прашина во себе содржи сулфур диоксид и загадувачки супстанци. Прашината која по нормален пат излегува од филтрите е во рамките на максимално дозволените граници, вели директорот Фирус Мемет. Од добиените резултати, во најголем број се во рамките на максимално дозволените концентрации, но со одредени исклучоци, фени која ја уклучува инсталацијата во погон, тие 10-20 минути испушта енормно огромна прашина или чад со цел постигнување на одреден степен на температура, и тогаш во тој период се појава тој видлив чад оддалеку што е во близина на локацијата на фени. Зависно ружата на ветрови, тој чад се движи во различни насоки. Составот на прашината, согласно анализите што ги имаме, содржи метали кои паѓаат во близина на локацијата и се штетни нормално и за растенијата и за животните. За растенијата се штетни затоа што при самото паѓање, таложење на листовите ја спречуваат хлорофилната асимилација и така натака. За животните и луѓето исто така при вдишување, таа фугитивна прашина прави најголем проблем. Таа лебди и затоа што има специфична тежина голема и паѓа во близината на фени. И од тие причини, како што ви кажав, пречи во развојот на асимилацијата, хлорофилната асимилација на лозовите насади, на праските и така натака. И во секој случај, да, и на здравјето на луѓето. Од овие документи, од испитувањата, може да се види дека во одредени денови е забележано енормно загадување од фени. На 4 октомври минатата година, например, концентрацијата на сулфур диоксид била 10 пати поголема од максимално дозволеното, а на прашината со загадувачки супстанции е дури 100 пати поголема. Загадувањето тој ден започнало да се следи од 10:30 часот и траело до 13 часот, кога концентрацијата на опасни материи опаднала. Директорот Фирус Мемет вели дека во Министерството им се врзани рацете и не се во можност да казнуваат, бидејќи на фени, како и на другите загадувачи во државата, им е даден рок од уште 1 година да се прилагодат на стандардите на Европската Унија. Фени е еден капацитет кој има добиено интегрирана еколошка дозвола и во периодот кој следи до 1 април 2014 е должен да се усогласи во целост. Усогласувањето се мисли баш на овој дел, од овој тип на надминување на максимално дозволените концентрации кои се и во самите резултати што ги добиваме некојаш енормно повисоки, но не сме можност да ги кажеме затоа што во самиот оперативен план е предвидено тие до 2014 година да се усогласат и после април 2014 година веќе ова слика верувам нема да се појавува затоа што стварно казните се за прекршоците од овој тип енормно високи и не ми се верува дека фени ова ќе си го дозволи како луксус да го пролонгира. Во инспекторатот објаснуваат дека фени врши собствени испитувања кои редовно ги доставува во Министерството за животна средина, а прават и дополнителни испитувања на мерните станици во Шивец и Возарци. Испитувањата на фугитивната прашина се прават на 2 недели. Од таму уверуваат дека гумите кои согоруваат на 1200 степени не се штетни и не испуштаат емисии кои би ја загадувале животната средина. Нашиот соговорник објаснува дека и оваа жгура која се фрла во депонијата на Возарци не е штетна за луѓето и околината, а наоѓа широка примена во други видови индустрија. За да користи гума, тие соодветно постапија, поднесоа барање до Министерството и добија дозвола за осигурање на гума, одреден тип нормално со сертификат. Гумата е исклучиво од извоз затоа што во домашни прилики Македонија не поседува таков тип на гума, но за да се подобри квалитетот на амбиентниот воздух, Министерството за животна средина донесе правилник и донесе забрана за осигурување на гуми за добивање на отпадна жица. Ние за да го направиме тоа стапиме во контакт со фени, ги видовме сертификатите и таа гума што ја користат фени не содржи прво метал, железо, како нус производ не останува, второ, при самото осигурување од над 1300 степени таа гума во целост поминува во инертна состојба. Значи, не представува никаква опасност, не испушта емисии кои се загадувачки за средината, затоа што целиот тој енергенски како алтернативен согорува во целост и низ филтрите, значи гумата не предизвикува негативни влијанија врз животната средина во областа на фени, но
фугетивната прашина, како што ви кажав, е проблем. Жгурата како нус производ сама по себе не е штетна, затоа што не, меѓутоа при самата експлоатација, односно транспортот од фени до местото кај што се врши складирање на таа жгура или депонијата е една етапа која мора да се помине. Таа поседува енормно висока температура и нормално дека во ноќните часови многу е испарливоста голема и дури свити, значи добива одсјај. Инаку самата жгура по самиот состав не е штетна, ви кажав, има тешки метали во поголема концентрација која е интересна за други дејности во индустријата. Очигледно Министерството за животна средина ќе го има последниот збор, но дури од наредната година кога фени има рок да се коригира. До тогаш, граѓаните на Кавадарци и околните села ќе гледаат безпомошно во чадот на нивните домови и ќе ја зголемуваат статистиката по бројот на заболени од рак во државата. Не разговараме за затварање на фени, разговараме за ставање на соодветни филтри. Ако се стави еден филтер, не значи дека тие ги задоволили условите до не знам до која година за да не мора да ставаат други филтри. Ова не е на добро. Ова е помор на народот од Тиквишијата. Не сум изненаден од оваа што фени, нели, го работи со кавдарчани, изненаден сум што нели надлежните што треба оваа сето да го пратат, да го не преземат мерки. Македонија е пред испитот на зрелоста. Дилемата е само дали сака или не да го положи.